Дали ако погрешка си изеде нешто што не е постно, тоа значи дека постот е прекинат? Според протоиереот Добрица Јанев не, бидејќи и во производите што ги купуваме не секогаш можеме да бидеме сигурни што точно содржат. Ако погрешка вкусиме нешто што не е постно, не треба да се откажуваме од постот, туку да продолжиме со молитва и духовна подготовка. Јанев посочува дека важен дел од таа подготовка се исповетта и причеста, како што телесниот пост го чисти телото, вели тој така духовниот пост ја чисти душата. Секогаш светите отци велат силата на човекот е кога ќе падне, да стане, да се исчисти од калта и да продолжи понатаму. Не значи ако ние нешто ненамерно вкусиме и дека тука се прекинува, напротив, се продолжува со постот, бидејќи и ете и во производите што ги земаме, можеби е точно, можеби не е точно она што го пишува на декларациите, не навлегувам во тоа, но не е толку битно дали кога ќе паднеме, значи мора да станеме, мора да се подигнеме молитвено, да се ојачаме, да се осилиме со молитва и со пост, а и пред причест да практикуваме, да се исповедаме, бидејќи исповедта и чистење на душата од зли мисли и од зли дела. Секој човек што се родил на земјата е сгрешил. Нема човек што ќе живее да не сгреши и затоа кога се подготвуваме со пост да го примеме телото Христово, да се причестиме, ние мораме и душата да ја чистиме. Како што со телесниот пост го воздржуваме и чистиме телото, така и со духовниот пост и со исповетта ја чистиме и душата и срцето. Исповетта во православната црква е света тајна, која се одвива лице в лице насамо со свештеникот и останува во доверба. Свештеникот е сведок пред Бога дека човекот се покајал и ги исповедал своите гревови, објаснува Јанев. Исповетта во православната црква многу луѓе знаат, но ете да повториме и да кажеме за оние што можеби и прв пат слушаат. Во православната црква исповетта е лице во лице насамо со свештеникот и тоа е света тајна која останува заедно со свештеникот до неговата смрт, бидејќи како што се чита во молитвите на исповед, свештеникот е само да сведочи пред Бога дека оној што се исповедал се покајал и ги исповедал своите гревови. Свештеникот во никој случај не смее да ја каже тајната на исповетта на никого, зашто ако ја каже, тогаш следуваат санкции за свештеникот, тоест расчинување, земање на мантијата и враќање во светот на мирјаните. Инаку постот не е само воздржување од храна, туку и време за преиспитување, молитва и очистување на душата, а исповетта и покајанието, како што потсетува Јанев, се патот преку кој човекот повторно се приближува до Бога.